Тиквешкото езеро по површина е најголемо вештачко езеро во Република Македонија. Езерото е настанато во 1968 година со преградување на кањонот на реката и со изградба на брана висока 104 метри. Браната е изградена од нафрлен камен со глинено јадро, чија должина изнесува 338 метри. Тиквешкото езеро се наоѓа во јужниот дел од државата, во кањонот на реката Црна и оддалечено 12 километри од Кавадарци. Тиквешкото езеро е најголемото вештачко езеро по површина, длабочина и по должина во нашата земја, а второ по вкупното количество вода во него. Езерото има површина од 14 километри, во должина од 28,5 километри, а просечно е широко 500 метри. Најголемата длабочина на езерото изнесува 105 метри. Водата во Тиквешкото езеро се користи за наводнување и за добивање на електрична енергија. Наводнувањето се врши преку хидросистемот Тиквеш, а во близина на браната е подигната хидроцентралата Тиквеш. Како главен извор за полнење на вода на Тиквешкото езеро се Црна река и Драгор. Температурата на водата во Тиквешкото езеро за време на летниот и есенскиот период изнесува 24 степени. Ова го прави езерото привлечно како за бројните капачи, така и за љубителите на најразлични спортови на вода. Дека градот Кавадарци и неговата раскошност и природното богатство се почеста дестинација за многу туристи, како од земјава, така и од странство, покажува и оваа посета на познати готвачки имиња, кои се дел од Гастромак и кои дојдоа и го посетија градот, започнувајќи со посетата на Тиквешкото езеро. Ангел Митев, собственик на фирмата Селекта, концесионер на езерото, им посака топло добре дојде и им раскажа се за езерото во пријатен амбиент и вкусна приготвена риба уловена од езерото. Топло добре дојде на гостите им посака и градоначалникот на општина Кавадарци господин Митко Јанчев, со кого имаа прилика да поразговараат околу делот на туризмот и колку тој е важен за градот. Чест ни е, мило ни е, задоволство ни е, еве што тука имаме така во делот на негување на храната, на оно што значи традиционално и подигање на свеста. Никако општина само правиме една мала подршка и кај бизнис сектор да правиме нешто добро. Со кратки зборови кажано, сите бегаме од традиционалната храна, нешто почнеме многу модерни да бидеме, италијански салати, свеж лосос, свежо морско, меѓутоа мислам дека традицијата таа што треба да не ја заборавиме да биде тука пред нас. Точно е секретар од општината исто, љубител на храна, така нема се познава по стомакот, ама изгледа малце јаде. Умерено знае да јаде. Добре дојде и од мене. Чест ни е што сме домаќини на еден ваков настан. Не е прв во Кавадарци, имавме и неколку други настани со ликови кои што се денес присутни и на градскиот площад. Мислам за божишниот ручек и го организиравме заедно. И еве уште еднаш како представници од општина Кавадарци не често вакви звучни имиња од Коварската фела да денес бидат наши гости. Ова е добар показател дека ние како општина може да придонесеме преку храната, да ги споиме храната, традицијата и виното кое што го имаме да бидат потенцијални елементи во промоција на туризмот во Кавадарци. И така да сметам дека вакви настани во иднина треба да се организираат се почесто, каде што ќе ги промовираме храната, виното и употребата на локалните производи како предност во промоција на локалната гастрономија. Треба и нивото на гастрономија и во Македонија, меѓутоа и секаде да се дига на повисоко ниво, а тоа кошта и време, кошта и пари, а нормално и пред се знаење и волја. А знаењето и волјата се тие кои што се предуслов да било што да се направи во делот на гастрономијата. Не е сепак еден обичен кафичка и што треба да продадеш. Кафе, сокче, вода, тоа е друг сегмент на угостителство. И за жал, јас имам една забелешка, верувам дека секаде на Македонија е така, добрите ресторани и
рестораните со повисоко ниво се потешко финансски обстануваат како субјекти и објекти во Македонија, колку ќе ги имаме информациите заради преголемите трошкови, преголемите енергии, буквално тука е таа традиција, дух, љубов која што треба да се негува и е врзан систем за било која општина. Еве јас се сеќам уште пред 15 години кога бевме во Осијек во Хрватска, таму има доста семејни ресторани во делот као пештерски вид направени, као полуподземни пештерски и се служи претежно домашна храна, домашен пијалок, вино и било што, и државата буквално ги има ослободено од целокупно сите давачки или трошкови према државата за тоа што го третира на некој вид како само вработување или развивање на традицијата и развивање на културата на една нација или на држава. Така да мислам дека еве со идниот председател ќе се бориме и на државно ниво да добиваме по некои повластени ситуации во делот на тоа што значи ресторанство или подигање на традицијата. Споменавте за нашето вино кое што ги има Кавадарци. Од пред 2 години успеавме да регистрираме Сдружение на мали семејни тиквишки винари. За мене е еден успешен проект до сега, како општина извојуваме дел финансиски средства да ги подржуваме во дел на пиар, во дел на брендирање, во дел на квалитет. Изградивме вински музеј кој што може да се посети да се види. Направивме на винотека, каде што овие семејни мали винари може да ги презентираат своите вина, да ги презентираат своите квалитети, начин, технологија, техника на работа. А и до сега имаме 3 мали винари со сместување, буквално во делот и на производството на виното, дегустација и нивно само сместување со некаква помала кујна. Така да мислам дека малите работи не ги прават големите добивки, инаку од делот на она што е меѓународно и светски брендови, тука веќе немаме дилема, така да мислам дека секој треба да се определя како општина да се насочи на тоа што треба. Имаме грозе, имаме добро вино, имаме традиција, имаме добра храна, така да би останала само да го негуваме тоа и да го подигаме. Од приватните компании ја посетија компанијата Кожувчанка, каде имаа прилика одблиску да се запознаат со начинот на незиното работење од страна на директорката Јанинка Јанчева. Портфолиото на компанијата од година на година се зголемува и сега имаме 3 фабрики, производство на минерална вода Кожувчанка, производство на изворска вода негазирана. Исто така, ние го застапуваме и светскиот бренд Синалко, производство на Синалко газирани пијалоци, негазирани пијалоци Синета, тука и ладниот чај исто аисти, се произведува во Кавадарци, точно во овој погон. Од неодамна имаме и пиво, македонско пиво наше, свежо точено и исто и уште еден бренд, Лайфер, кое што е ладна филтрација на пивото. Така може да посетите фабриката во Кавадарци, производството на Синалко соковите, може да видите. Тука се произведува, водата е во Мрежичко, тоа е 40 на километри оддалечено од Кавадарци. Во некоја наредна прилика може и таму да посетиме, да видите каква природа е таму и може да погледнеме во погоните како е.
Но да се дојде во Кавадарци и да не се проба вино би било на вистина штета. Винаријата Попов, како и секогаш, гостопримливи и со голема радост е тука за сите посетители, па и за Гастромак. Топло добредојде им посакаа собствениците Гоце и Весна Попови и им ја раскажаа својата убава приказна и малите тајни на успехот. Ми смо толико мали да ево едва да нас собере 18 људи ту во малом подруму. Ми смо ја, Гоце и наша два деца, односно две кćери, Рената и Бојана, кои све сами радимо ту. Од прием грожđа до флаширање, до етикетирање и до финалну, како да кажем, консумацију и представљена вина. Пред 5 година почели смо да радимо, односно да правимо вино из чисток ентузијазма и љубави према вину. Тада направили смо две сорте вина, Вранац и Шардоне, и те године нисмо продали ни едну флашу. Затоа што од тада па до сада нисмо имали ни представу да ćemo стичи до ту и да ćemo сада функционирати овако како функционирамо. Вино смо тада направили само за еден cilj, а тоа е да имамо код куќе своје вино, да кад нам дојđу госте да има шта да им понудимо од тоа што смо ми направили, ми створили, затоа што ми желимо многу госте да дочекуемо, желимо да кувамо и у све то иде и добро вино. Те години смо вино раздали, нисмо продали ни едну флашу, затоа што нисмо ни планирали да се то вино продае. Али корак по корак почели смо да учествуваме на неке винске натјечаје и добили смо пуно награде и те награде некако корак по корак довели су нас до ту. Една од најбитнijih ствари кои смо ја и Гоце договорили још прije 5 година е било то да све што ćemo да радиме у вези вина, да ќе то да буде са великом љубављу, да неќемо штедети ни на опреме, ни на квалитетно грожđe и очигледно е тај труд и тај план и ту сву енергију уложену и желју да направиме добро вино, ево се показало да е то тај искреност и тај љубав баш у реду. Ми прошле година смо произвели 8000 боца, ове године само за мало смо повеќали производњу и очекуваме да имамо 10.000 флаша или боца вина и наша намера е да у будуќе и не растемо више. Толико тоа е нама доволно, затоа што ми радиме друга посла, јас сум стоматолог, Гоце е фотограф и едноставно неќемо напустити наše основне професije. Решили смо да вино радимо само из неког хобија кој мало по мало ево е прерасло у неки мали бизнис, али неќемо више да растимо, хоќемо само да задржимо квалитет. Све ово што ту видите, ове инокс танкове су најсовременија опрема, за волју истине сви су из Словенije, из Малирича, производјач, а ту имамо, тако кажемо ми, барик оделјење. Мало, али слабко, сада имамо ту 4 бурати из храста, купили смо сада још 2 и у будуќе можда овако изградимо едну малу пирамиду. Али тоа е тоа. Сада су сви танкови пуни са вином. Кад сте улазили у винарiju, сигурно сте осетили онај карактеристични мирис вина. Сада сва вина ферментирају, неки имају завршену ферментацију, неки су још у току ферментација и зато се тај мирис тако осеќа. Исто и пот видите да е мокар, ту се
celo vreme, svaki dan radi. Neki možda misle da kad grožđe kupimo, someljamo i to je to, ali nije tako. Nakon muljanja grožđa svaki dan ima posao i kao što vidite, mi želimo da ovaj podrum bude, sve što radimo u nju, da bude sve kako se u Jugoslaviji ranije to pričalo, po PS-u. Mi tu nemamo zaposleni enolog, imamo samo konsultant koji nam pomaže i koji ga svakodnevno sve što nam interesuje i sve što želimo znati ga pitamo. I jedna od najbitnijih stvari je to da enolog naš je rekao da vi ste vrlo dobri učenici. I to nama ovako nas mnogo veseli, zato što kad čovjek slijedi neka pravila, mislim da je uspjeh neizbježan. I evo vidite, iako je ovo vinski podrum, mi želimo sve da bude besprekorno čisto. Samo tako se može stići do vrhno i kvalitetno vino. Iako smo mi mnogo mali, kad rečemo ovo je mala vinarija, ja kažem ovo nije mala, ovo nije mini, nije mikro, ovo je nano vinarija. Toliko je mala, ali naša vina su velika, tako je skoro jedan vinski poznavalac rekao i to je veliko priznanje za nas. Kao što vidite i tu, a i kasnije ćete gore da vidite da imamo puno nagrada i iz državnih domaćih takmičenja i iz međunarodnih takmičenja za puno vina. I osim to da se mi radujemo i smo ponosni na te nagrade, najviše nam raduje to što ovih 5 godina sve što je povezano uz vino donelo nam je puno ljudi, puno poznanstva i puno prijatelja. Prije 3 godine jednu godinu gradili, odnosno renovirali ovu kuću, rešili smo da gore napravimo salu za degustaciju i 4 apartmane. Evo već 1,5 godinu dana funkcionišemo u ovakvoj formi. A grožđe sam, Da. a koliko imate onda svojih vinograda? Mi imamo naše vinogradi, zato što je ovo vinski kraj. Imamo, posebno iz moja familija je rakiju, imamo puno vinograda, ali jednostavno nemamo vremena da se i s time bavimo. I da bi dobili najkvalitetnije vino, mi hoćemo da kupimo najkvalitetnije grožđe. I zato ostavljamo oni koji se bave samo sa vinogradarstvom. I to je jedan i od najbitnijih faktora da u proizvodnji obećali jedan drugome da nećemo štediti na to i da ćemo naći najbolje grožđe koje možemo da nađemo i da kupimo i nećemo pitati za prije ili nedelju dana kasnije. Zato što zavisi od vreme, od sunca, svaki sunčani dan znači da nivo... Danas ćemo wine tasting ili degustiranje vina početi sa naše Chardonnay. Chardonnay Smolnik. Ovo je vino od 2021. godine, ima 14% alkohola i grožđe dolazi od mikrolokacije Smolnik koja se nalazi tu na 5 km od Kavadarci i je poznata po to da je počva najpogodnija za odlječivanje belih vina, posebno za ovu sortu Chardonnay. Zato što smo prije 3 godine od ovog grožđa napravili izvrsno Chardonnay koje nam je na neki način uvelo na toj vinskoj skali u Makedoniji na vrlo visoko nivo i zato što smo napravili tada izvrsno Chardonnay, od tada ne menjamo ovaj suradnik, ovaj vinograd i ovaj proizvođač grožđa. Evo već 3. godine kupujemo grožđe od istog vinograda, ali
Kako sam vam dolje u podrumu rekla, dogovorimo tačni dan branja kada to mi želimo i još više mi biramo iz kojih redova ćemo da oberemo grožđe. Ove godine je ovo Chardonnay se zakitilo sa nekoliko nagrada. Jedna od tih koja nam je posebno draga je ova koji sada tu stoji, to je u Citadel de Vin u Bordeaux, u Francuskoj. Ovo vino je dobilo srebrnu nagradu. I sada kad smo se svi videli u Beogradu na Open Balkan Wine Vision Festival, tamo je ovo Chardonnay dobilo zlatnu nagradu. Ovo je vrlo stara makedonska sorta grožđa i je autohtona. To znači da je ima samo tu i nigdje drugdje u svijetu. Ime ovog vina je Momina suza i nekako je i povezano sa povijest ove sorte grožđa. Za volju istine, kaže se da ova sorta je stara više od 5 veka. Ovih prostora su bili pod Tursko ili pod Otomanska imperija, da, otomansku okupaciju i oni su sva zemlja koja je bila dobra uzimali za sebe, a ona koja nije bila dobra ostavljali su na lokalno naseljenje. I onda lokalno naseljenje je bilo prinuđeno da raste grožđe na mjesta koje nisu baš tako mnogo plodna i sadili su ovu sortu grožđa na stranke, znači na strane od rida. Na stranu, na mjesto koje nije tako ravno, nije dostupno, nije lako za radnju, kao na stranu brda, zato što nisu imali druge opcije. I ova sorta je tada uspevala na tu stranu. Uspevala je da nikne i da postoji toliko dugi niz godina i 5 veka. I zato je ova sorta s tokom godine i vekove dobila ime Stranušina. Vino koje dolazi sa strane. Tokom godine i vekova to R je nestalo i ostalo je ime Stanušina. Sad, ova sorta grožđa je vjerojatno, takva je sudbina isto i u Makedoniji je ovih 20-30 godina zaboravljena. To znači da od velikih vinarija niko nije proizvodio vino iz Stanušine. Osim jedna vinarija, to je Popova Kula, prije možda 15 godina je prva i jedina napravila Stanušina kao vino iz te sorte grožđa. I u posljednjih recimo godinu dana zajedno sa udruženjem Tikveških semenih vinarija, znači udruženje koje objedinjuje ovakve vinarije kao što smo mi i u saradnju sa gradonačelnika Kavadarci koji je vrlo naklonjen kon ovih malih semenih vinarija i isto i ministar poljoprivrede Makedonije. Napravili smo jedan Stanušina Day ili Dan Stanušine u Makedoniji. Isto napravljene su neke ispitivanja u Instituta za poljoprivredu i sakupljene su sva vina koji mali semeni vinarija iz ove sorte proizvode ovo vino. I ovo vino i ova sorta je vrlo, vrlo interesantna zato što je mnogo jaka, mnogo silna i uspjela je da proživi toliko vekova i da još uvek opstane. I zato je i ime Momina suza. Momina suza ne znači da kad djevojka plače da je slaba, to znači da je jaka, da je izdržala. Možda plače od tuge, ali možda i od sreće. Tako da ovo vino sad postaje vrlo, vrlo interesantno u Makedoniji.
neko me je pitao za slow food. Ko me je pitao za Wine. slow food? Da, tako je. Mi smo kao vinarija deo od Slow Food, Slow Wine organizaciji. U marta ove godine bili smo u Bolonji, izlagači na Slow Wine fair događaju i tamo je ova stanušina bila jedna od najvećih 3 tačke interesa cijelog sajma. Ako ste je vi prezentirali, mi uopće ne sumnjamo. Ne tako. Ne samo ovo naše vino kao vino, nego stanušina kao variety, kao sorta grožđa. Zato što se Slow Food i Slow Wine je organizacija koja se zanima za zdravu, dobru hranu, prirodnu i Slow Wine znači ljudi koji učestvuju tamo, ljudi koji proizvode vino koje je čisto, dobro i pravično. To znači da isto i sva naša vina, da bi ušli u toj organizaciji, vaša vina moraju biti uistinu čista, prava i domaća i dobra, zato što ova naša vina nema nikakve kemikalije, sve je onako kako grožđe da. Mi se samo trudimo da sa svih procedura pravilnog obrađivanja grožđa da dobijemo šta je moguće najkvalitetnije vino. I mislim da u to uspevamo. Mi smo toliko mali da ne možemo obećati da vi ako iduće godine dođete, da ćete isto šardone piti ili da ćete istu stanušinu piti. Zato što mi nemamo laboratoriju, ne uspevamo da garantujemo da će taj ukus ostati isti. Možemo samo da se potrudimo, da kupimo grožđe od istog vinograda, da damo istu pažnju, ljubav i sve što vinu treba i možda ćemo i da dobijemo dobro vino, ne znamo. Može i podobro, da? Može i podobro. Zadnje vino koje ćemo da degustiramo je Dark Forest Vranac Barrique Organic. Ovo je prvo sertificirano crveno organsko vino u Makedoniji. Možda ste vi tu možda ste posjetili velike vinarije koji su mnogo dobri, mnogo uspešni i tako, ali niko se nije prije 3 godine setio da napravi prvo sertificirano crveno organsko vino. Mi imamo ograničenih količina ovoga vina. Napravili smo samo jedno bure od ovog vina, to znači da je otprilike 300 boca, 280, eto tako, i mi imamo još 50-60. I rešili smo, zato što su tu izvrsni kulinari kod nas, da ponudimo ovo unikatno, izvrsno i retko vino. Zato što još tih 50 flaša i onda ćemo da uradimo novo, ali neće biti prvo. Ovo je vino od sorte Vranac, koji je karakteristična za Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu. I Vranac se ne uspeva i se ne odgleđuje u drugim delovima sveta. Juče baš smo imali goste iz Amerike i sam prvi put čula da je neko iz Makedonije tamo na vinograd nasadio vranac prije, 10 godina. Mi kao Makedonci smo posebno gordi o ovoj sorti grožđa, zato što je vranac baš onakav kao što i Makedonci jesu. Jaki, silni, moćni i nepredvidljivi. Ovo vino je vrlo jako, 15,5% alkohola i u principu se ovo vino ne pije, kako da kažemo, na golo. Morate ovo vino piti uz dobro jelo, obično neko pečenje, meso, svinjetinu, jagnjetinu i najbolje njegovu.
Sva naša vina su suva, to znači da je sav šećer iz grožđa fermentisan u alkohol, isto je tako i ovo Chardonnay je suho vino. Možete da osjetite da je baš onako svežo vino, mi volimo mnogo da pijemo Chardonnay i degustiramo i kupujemo tuđa vina i domaća i stranska i onda upoređujemo kakvo je naše, kakve su druge vina iz ove sorte i u principu nema lošo vino, sva vina su dobra, ali ovo naše je, ono ima neku svežu liniju, svežu varijantu i to nam se nama puno sviđa, ima citrusnu aromu, ovako kad posle prvi butelj možda osjetite i grapefruit, malo banane i najvažnije je onaj aftertaste. Onda posle prvi gutalj možda 1-2 minut nemate potrebe da se opet napijete. Na zdravje! Živjeli! Dobro, Тиквешкото езеро изобилува со различни видови на животински свет и изобилие на сладки видови на риба, меѓу кои и сомот кој достигнува до 2 метри во должина и тежина преку 100 килограми. Порано постоела една рибарска приказна која се пренесувала со генерации, дека во езерото постоеле огромни риби кои голтале цели чамци со се луѓе. И нормално ќе си речете во рибарска приказна кој верува. Така тоа останало легенда, но сепак во Тиквешкото езеро постојат сомови кои се претпоставува дека се претерано стари и се со ненормална големина. Не постојат такви кранови кои би можеле да ги извлечат, иако успеа да се извади еден кој беше со големина на чамец и истиот беше поставен на плоштадот во Скопје. Како и во 2021 година, по 30-минутна борба на Тиквешкото езеро извлечен е сом тежок цели 70 килограми и должина од 205 сантиметри. Токму поради се во ова инспирирани од убавината на Тиквешкото езеро и на град Кавадарци, тимот на Гастромак со гостите и таблоираните готвачки имиња од ексију просторите Стево Карапанџа, Исток Легат, Желко Невен Бремец, Томаш Возель, Драгица Лукин, Ѓорке Костик, подпомогнати од домашните сили на шеф Никола Мишковски, шеф Горан Филипов и готвачот Блажо Ресавски, ја правеа прочуената чорба од тиквешки сом во хотел-ресторан Моклиште. Од неодамна се подготви чорба од сом токму овде во Моклиште. Идејата беше ваша. Од каде поттекна оваа идеја и очекувањата дали ги исполнивте? Па да, идејата беше заедничка со Гастромак и одлучивме да направиме нешто за тиквешијата, пошто ќе биде препознатлива. Одлучивме за нашиот познат тиквешки сом, меѓутоа не само сом како сом пржен или ставен на трпаза за мезе, него одлучивме за чорба од тиквешки сом. Затоа што сите знаеме дека имаме риблја чорба, меѓутоа да го ставиме на трпеза познатиот тиквешки сом во чорба. Целта беше да ги поканиме најголемите светски кувари, што ќе дадат самите и они како идеја и ќе ги замешаат нивните вешти раце, да добиеме една компактна, идеална чорба од тиквешки сом. Дали тиквешкиот сом ќе продолжите и понатаму овде во ресторан Моклиште да го служите за вашите посетители? Да, тоа беше и целта, да се добие во совршенство една чорба од тиквешки сом и да го поставиме на трпеза и да дојде веќе во секојдневна употреба на нашето мени. Сметате ли дека ќе бидете единствени во Тиквешкиот регион што ќе подготвуваат чорба од сом или пак можеби ќе има и од другите ресторани? Па види сега, тоа е меѓусебна одлука на секој ресторан или угостителски објект, дали ќе продолжи или ќе вметне во своето мени чорбата од тиквешки сом, меѓутоа ние како први еве даваме идеја на сите да почнеме да се пронаоѓаме во нешто наше, да си ја врзиме тиквешијата со наши специјалитети и наши, како да речам, чорби или главни ручици или оброци.
Од кога може вашите посетители да очекуваат на менито да биде поставена чорбата од сом? Па веќе ова од денес што се случува, веќе од понеделник официјално, ресторанот си ја вметнува чорбата од тиквешки сом и ќе ја пуштиме во продажба за нашите гости. И на самиот крај на оваа емисија разговараме со главниот и одговорен кувар овде во Моклиште, господин Гуран Филипов, од кого ќе пробате вкусни јадења доколку го посетите Моклиште. Гуран, наидовте на една одлична, прекрасна идеја да ете сомот како традиционално јадење може да се подготви на сосема поразличен начин, освен печен, освен пржен. Тоа е чорбата од сом. Кажи ми како се роди таа идеја? Па таа идеја заедно со нашиот менаџер во соработка со Гастромак се роди за да може да се имплементира и да се направи нешто ново, за да може да не се пржи, да не се пече, да можеме да направиме и чорба од сом, да бидат нашите гости нешто ново што пред тоа се правело, а и да можеме да го како наш тиквешки специјалитет да можеме да го испромовираме пред гостите. И да биде поздраво. Да, Секако се што е варено е многу поздраво. Гастромак беа тука, направија чорба, ставија малце од нивните зачини кулинарски познати, да речеме, бидејќи надалеку се прочуени нивните специјалитети. Што е тоа што научи од нив во делот на подготвувањето на оваа чорба од сом? Па добро, ние според нашите рецепти, нашиот начин на приготовка, кај нив е друга, кај нас е друга. Кај нас се пропржува, пред тоа се вари сом, сомот се остава да излади, се цади и се препржува не многу, како тие што сака да биде многу пржен зеленчукот. Кај нас не го допржуваме толку за да може само моментално да го испуште вкусот на зеленчукот и се додава супата од претходно сварениот сом, после се растрошува месото, се остава да вари, се зачинува и тоа. Дали оваа постапка ја применивте целосно или имаше некоја промена кога беа присутни Гастромак? Не, оваа постапка ја правевме за да може и они да го научат нашиот рецепт, нашето готвење како што е кај нас тука во тиквешијата. Сакаш да ми кажеш дека тие учеа од вас? Да. Иако се големи мајстори, сепак треба нешто да се уче и од другите. Точно така, размената на искуства и на идеи е многу битна во секој случај. Кажи ми, колку често кавадарчани или гостите кои доаѓаат во Моклиште знаат да побараат риба сом, па еве и од сомот да ја побараат и чорбата? Па често више се бара сом, али више ќе почнеме да правиме и чорба од сом за да може да дојдат да пробаат вкусна и убава чорба. Рецептот ќе им го дадеш ли на другите колеги од тиквешијата? Секако. Да, секако. Значи, кој сака да проба да научи да прави чорба од сом, слободно може да ве побара. Тоа е еден начин, а другиот начин е да дојдат овде во самојот комплекс на ресторан на хотел Моклиште и да пробаат нешто што навистина е вкусно и не секојдневно. Доколку некогаш ве нанесе патот токму овде во Кавадарци, не заборавајте дека Моклиште е местото каде што ќе си поминете убаво и незаборавно, во убава природа и длабока сенка. Меѓутоа и храната која ќе ја пробате овде, ќе ви остане длабоко во сеќавање, особено доколку сте љубител на риба. Ви препорачуваме да ја пробате чорбата од сом. До следно видување од Тиквешките храна и вино.